K15! Овде се работи за свирепо крваво убиство. Шо ќе изјавите вие во ваша одбрана? Батка, многу беше глупаве, морав да ја убијам. Тој не е некоја олеснителна околност. Знам. Добро, ако сакате ја да ќе ви раскажам како се деси светова приказката цела. Ние живеевме у една зграда. И сега у зградава над нас имаше некоја фамилија, брачен пар со 2 деца. Ама децата многу ниски, а више у години возраст, едното 12 години 80 сантима високо, другото 14 години 75 сантима високо. И сега мене жал, знаеш како, и еднаш со жена ми у неврзан муавет, викам, жено, многу викам луѓе од греота горе, викам, гледаш и шо им се десило. Вика, да, вика, знам, вика, тоа се Пиринеи. Ја гледам, вика, мислиш пигмеи? Не, вика, пигмеи се, вика, тоа што имаме, вика, под кожа, вика, која ќе поцрниме, вика, на сонце. Викам, жено, тоа е пигмент. А, вика, извини, не, вика, пигмент е, вика, тоа што пишувале старите народи на него. Ја почнеме, вика, мислиш пергамент? Не, вика, пергамент е, вика, извадок од некој текст, вика, кој ќе прочиташ, кој ќе извадиш нешто. Викам, жено, мислиш фрагмент, така? И она ми вика, како фрагмент, бе, вика, мене тоа многу убаво ми го објасни мојот легионар. Викам, жено, тоа е лектор. Вика, извини, вика, лектор е, вика, старогрчки јунак. А викам, жено, Хектор е старогрчки јунак. Викам, и тоа од Тројанска војна. Не, вика, извини, Хектор е мерка за површина. И ја, вика, ја не може, викам, жено, бе, каква мерка за површина? Хектар е мерка за површина. Вика, не. Хектар е, вика, божествена пијачка. Викам, жено, нектар е божествена пијачка. И тука више не можев да излежам, земав чекичот од глава и на место. Обвинетиот се ослободува. Брат, јака ти душа. Јас ова би ја решил уште кај пигмент. K15!